Значи, овој пат имаше две поднесени барања за одлагање. Едното беше од страна лично на второ обвинет, заради здравствена состојба на негова ќерка, која што била на операција, што беше подкрепено со доказ. Второто барање за одлагање до завршување на кривичен предмет поведен против вештите лица што го изготвувале супервештачењето. За ова што е со кривичниот предмет, бидејќи предметот се уште само што е оформен, ништо не е превземено, одлучив дека нема да го чекам исходот од таа постапка, него расправата ќе продолжи, а другава причина, бидејќи се работеше за легитимна здравствена причина, го одобрив барањето и ја одложив расправата. Па денес беше очекувана реакција после дознавањето дека постојат два поднесока за одлагање. Тоа едниот е здравствената состојба на второ обвинетиот на детето. Не сакам да верувам дека второ обвинетиот користи ваков метод, меѓутоа ако е невистија, тогаш нему нека му служи на чест. Што се однесува до првиот дел, судот донесе правилна одлука дека не смее да прекине постапката поради поднесување кривична пријава против лекарите, бидејќи така се прејудицира осудителна пресуда за обвинетите денес. А тоа би значило доколку има ослободителна пресуда, би била безпредметна кривична пријава и би влегле во една правна спирала што е недозволиво. И затоа сум задоволен со одлуката на судијата паралелно да се водат постапките. Ова одложување, ова судење, одење на да застари делото, значи тоа влија и врз моето психичко здравје, и врз моите деца, и врз мојата фамилија.